Сите оние кои се придржуваат на здравата исхрана, на своето мени задолжително треба да ја вметнат леблебијата, која уште се нарекува наут или солен грав. Хранливата вредност на леблебијата е огромна. Содржи многу минерали, меѓу кои во најголем процент се издвојуваат железото, калциум, магнезиум, калиум, цинк и бакар. Имајќи го в предвид нутритивниот состав, очигледни се и здравствените придобивки. Кој намалува холестеролот, го регулира крвниот притисок. Леблебијата се препорачува на анемичните лица, но сепак бидете внимателни затоа што доколку претерате, можете да добиете обстипација. Претежно се јаде варена или пражена, а како ја преферираат граѓаните од истокот? Има некои колачи што употребуваме и леблебија и 300 чуда. Ја не сум мешала, ама слушам дека можело и со манџички така. На просторот од поранешна Југославија највеќе се одгледувала во Македонија и Далматинска Загора, но сега оние кои ја произведуваат, односно кои ја продаваат, претежно ја увезуваат од Турција. Потеклото е кај нас не се произведува, мислам не се сее наут, иначе од наут нели се преработува и ја набавуваме увоз Турција. Може да обстане, ама не го сеат, не работат нели од наут. Наут исто е житно растение од кое нели после се преработува и се пече и се прави леблебија. Ама кај нас не, значи сега не, некош е било, да. Индија представува најголем светски производител на леблебија, потоа следуваат Пакистан и Турција.